Вие сте со програмата на КТВ, во продолжение следуваат вести. По завршувањето на изборниот процес во Кавадарци, Општинската изборна комисија денеска ги додели уверенијата за мандати на новоизбраниот градоначалник и членовите на Советот. Новите избрани представници најавија дека ќе работат посветено за подобрување на условите во општината. Прво сакам да ви честитам на сите новоизбрани советници, а посебно му честитам на господинот Митко Јанчев за избран градоначалник на општина Кавадарци. На 19. октомври 2025 година во прв изборен круг избравме советници за Совет на општина Кавадарци и избравме градоначалник на општина Кавадарци. Пред вас е една голема одговорност. Треба да ја оправдате довербата поклонета од граѓаните. Од вас се очекува да работите честно, посветено, со визија, заеднички да соработувате со цел да изградиме уште по-модерна и по-урбана општина. Јас оваа прилика ја користам да му се заблагодарам и на членовите на Општинската изборна комисија, моите секретари, кои што со голема посветеност, трпение и професионализам допринесоа да овој изборен циклус помине во една фер изборна атмосфера. Ви честитам на сите избрани, работете во служба на народот. Денеска изванично по трет пат го примив уверението градоначалник на општина Кавадарци, заедно со новиот совет. Пред се сакам да благодарам на Општинската изборна комисија за професионалниот дел и за сработеното во делот на изборите и еве до денеска довршената обврска. Сакам да благодарам на граѓаните на општина Кавадарци кои што излегоа во масовен број, го дадоа својот глас и за градоначалник и за советници на општина Кавадарци. Да им се заблагодарам и на новите советници, односно да им посакам успех, многу работа и да Кавадарци продолжи во правец на урбано, модерно, културно и Кавадарци да биде дел и пример од Република Македонија во работењето и на совет и на градоначалник, а со тоа благодетот да го имаат сите граѓани на општина Кавадарци. Како што и кажавме, така и ќе продолжиме. Единствен интерес и како градоначалник и како човек ми се граѓаните на општина Кавадарци без разлика од нивната определеност, така да ветувам од денеска дека ќе продолжиме во исти правец и дека ќе работиме само во интерес на општина Кавадарци. Очекувам да советот биде консолидиран и да заеднички носиме клучни, витални, битни одлуки за општина Кавадарци за да го постигнеме нивото кој што верувам дека сите кандидати кои што учествуваа во овој избирачки процес го посакуваат да Кавадарци го видиме на повисоко ниво, го видиме еден град развиен и економски и социјално и на план на успех во делот на туризмот, а поготово на клучните проекти. Така да ги уверувам кавадарчани дека со градоначалник и со совет дека овие 4 години ќе работим само во интерес на општина Кавадарци. Честитки до сите членови на идниот совет на општина Кавадарци. Му се заблагодарам на Општинската изборна комисија која дозволи овие избори заедно со граѓаните и заедно со целокупното кавадарчко општество да бидат мирни, честни, достоинствени. Го слушнавме гласот на народот и се надевам дека во наредните 4 години сплотени заедно со нив како предвестие за тоа како го гледаат Кавадарци во наредните 4 години, како совет на општина Кавадарци, ќе бидеме мост преку нивните идеи заедно со градоначалникот, ќе бидеме негов коректив и се надевам дека во наредните 4 години советот на општина Кавадарци достоинствено, сложно, онака како што доликува во храмот на демократијата, ќе продолжиме во развојот на нашето Кавадарци и како генерација врз основа на тоа што го ветивме и врз основа на тоа
како идеја што нашите граѓани ја дадоа довербата на сите нас 19 советници, ќе продолжиме да го развиваме Кавадарци, затоа што Кавадарци е заедничко, а ние сме тука само гласот на народот, кој се надевам дека ќе биде чесен и достоинствен, онака како што во изминато доликуваше и онака како што генерација имаме цел да го водиме во наредните 4 години. Уште еднаш честитки до сите советници и повикувам на плодна, успешна и има во наредните 4 години што да покажеме за нашиот град и нашите жители. Денес ги земавме мандатите за новиот советнички состав. Овде доаѓаме сега со засилување во општина Кавадарци од 1 на 2, ни се зголеми бројот на советница во општина Кавадарци. Продолжуваме со нашата конструктивност, со нашата продуктивна работа, како и во изминатите 4 години. Исклучително сме задоволни со резултатите кои што беа на изборите и се надеваме на продолжување на оваа тенденција. Почитувани сограѓани, денеска и официјално ги добивме уверенијата за избрани советници во Советот на општина Кавадарци. Ние како советници ќе продолжиме како и во изминативе 4 години да бидеме гласот на граѓаните, да бидеме гласот на народот и се оно што представува проблем, решение, барање да го застапуваме во рамките на Советот, како што тоа го правевме и во изминатите 4 години, односно во предходниот Совет, така да очекувам дека, за разлика од минатиот пат, очекувам дека овој пат владеачкото мнозинство и градоначалникот ќе имаат поголем слух за оно што представува предлог и барање на опозицијата. Најнапред да им се заблагодарам на граѓаните што излегоа на избори. Им се заблагодарувам и им честам на Државната изборна комисија, која што макотрпно работеше 24 часа за да биде достапна, за да овој изборен процес помине така како што помина, мирно, достоинствено. Им честам на сите колеги советници, им честам на градоначалникот. Се надевам дека наредните 4 години јас ќе ги представувам не само граѓаните што гласале за мене, туку ќе ги представувам сите граѓани, ќе бидам спојка помеѓу граѓаните и Советот, ќе се трудам сите проекти што беа и во мојата програма и во програмата на другите политички партии да се реализираат во интерес на граѓаните, ќе гласам за сите проекти без разлика од која политичка провиненција произлегуваат и се надевам дека ќе бидеме сите конструктивни, без обструкции. Посакувам наредните 4 години овој Совет да постигне успех голем со добри капитални проекти, со чиста средина во која што ќе живееме и се надевам дека овој Совет ќе биде со маркер подвлечен и ќе трае вечно и ќе се зборува дека ние како Совет заедно со општинската администрација и со градоначалникот сме постигнали некои добра кои што ќе бидат памтени и ќе служат многу наредни генерации. Гласањето за болните и немокни лица, притворени и затворени лица, како и за граѓани сместени во установи за вонсемејна грижа се одвиваше непречено во сите општини, каде што утре ќе се одржи вториот круг од локалните избори, вклучително и во градот Скопје, информира Државната изборна комисија. Од таму додаваат дека денеска требаше да гласаат 4826 болни и изнемоштени лица, чии барања се одобрени од општинските изборни комисии. Гласа и затворениците и лицата во домашен притвор од општините каде се бираат градоначалници. Во вториот круг од локалните избори внедела се гласа за градоначалници во 32 општини и градот Скопје, како и на 3 избирачки места во Шуто, Ризари за советници. Право на глас имаат 1.013.375 граѓани. Кавадарци денеска беше домаќин на меѓународен симпозиум на стоматолози, кој по пауза од неколку години повторно се одржа во градот. Настанот собра еминентни професори и предавачи од земјата и странство, кои ги споделија своите најнови знаења и искуства од областа на стоматологијата. Присутните на симпозиумот ги поздрави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, кому учесниците му упатија роденденска честитка по повод неговиот 44-ти роден ден. Организаторите
Учениците изразија задоволство што симпозиумот повторно се одржува во Кавадарци. Континуирано стручно усовршување е можеби највисокиот императив на секоја држава, на секој министерство, и затоа се овие симпозиуми со регионален карактер, бидејќи овде учиме се што е ново да го применуваме во нашите столбочки ординации и да го подобриме квалитетот на оралното здравје кај нашите граѓани. Кавадарци беше и ќе биде град со најдобар симпозиум во Македонија. Некои луѓе се обидоа таа традиција да не прекинат, делом успеа во тоа, меѓутоа не победија. Од таа борби слабови повеќе и ова што гледам, тоа е вистинското денес. Вистината никој не може да ја победи, бидејќи пред вистината и боговите молчат. Столбочката комора на Македонија 6 години најправеден начин го одзема симпозиумот, меѓутоа издржува таа битка и затоа сме тук каде што сме со нов симпозиум и со најава дека ќе има уште подобри симпозиуми кои што ќе бидат доволен повод и причина и до година пак да бидете наши драги гости, а ние добри домаќини. Кавадарци е прекрасен град. Кавадарци е многу убав град и таа заслуга може би најголема на сите нас, меѓутоа еден е тој што не води и го прави Кавадарци да биде препознатив град не само во Македонија, веќе и надвор Македонија. Во контекст на тоа мое тврдење го поздравувам човекот кој што е наш визионер, кој што е наш водач во овој град и кој што веќе со трет мандат е градачот на градот Кавадарци. Добре дојде и поздрав со градоначалникот на Кавадарци, доктор Митко Јанчев. Од мој име како градоначалник, од име на општина Кавадарци, пред се да се благодарам на можноста тука да се обратам денеска пред ваков аудиториум, пред луѓе кои што си ја сакат својата фела, пред професори, специјалисти и оние кои што имаат благородна функција во делот на општеството. Со доктор Жарко долго време се знаеме и покрај професијата и приватно и со останатите стоматолози од Кавадарци. Секогаш како човек и како приватен бизнисмен сум гледал да бидам дел од стоматолошката организација во Кавадарци и да помогнеме да вакви академски, научни, наставни трудови се случуваат, а сега поготово ми е чест како градоначалник да е токму во Кавадарци, во еден град во централна Македонија, имаме ваков настан од академски, научен труд и да поготово се благодараме предавачите денеска кои што ќе бидат тука присутни и верувам дека со ова ќе има и едукативен, меѓутоа и академски настан кој што покрај дружбата ќе се отварат и нови моменти. Кавадарци е убав град, уживајте во Кавадарци, како што кажа и докторот, значи ова е почетокот како општина, како градоначалник, како совет, ќе подржуваме да можеме да го подигнеме на повисоко ниво, а ние како општина да можеме стоматологијата да развиваме во регионот, а со тоа да привлечеме и луѓе настрана од самиот регион. Ви кажал, 3 работи. Кавадарци е убав град, со убав народ, без тоа, они знаат и има топла наставка, меѓутоа без стоматологија нема да имат убава наставка, така да мислам дека сме на прав пат да имаме и убава наставка, да имаме убав ден и да се Овој ден е посебен и значаен и за нашиот градоначалник и мојот пријател Митко Јанчев. Овој ден е единствен, посебен, среќен, велики ден, бидејќи му се случува само еднаш во годината. Затоа, во моје име, во името на организационот одбор и на сите вас присутни, му го честитаме роденденот. Среќен и добар ден, мои пријатели. Овара Кавадарци до основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против ВТ-47 и МТ-52, двете од Кавадарци, поради постоење основи за сомнение за сторени кривични дела, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем по член 251 и злоупотреба на лични податоци по член 149 од Кривичниот законик. Имено ВТ вработена како наставник во училиште во Кавадарци,
Прво на 4.9 годинава во една од училниците на службен лаптоп компјутер го затекнала отворен приватниот профил на социјална мрежа на една колешка и неовластено фотографирала приватни разговори со цел да ги пренесе на МТ, директорка на училиштето. Исто така ВТ успеала да ја пронајде и лозинката од профилот на оштетената, пошто на 5 септември и 7 септември годинава повторно неовластено фотографирала лични пораки и ги дала на МТ, која пак ги праќала на други колеги. На 19 септември на наставничкиот совет што се одржал во училиштето, откако оштетената укажала дека непознато лице фотографирало неизини приватни разговори кои се пратени до други лица, МТ и се заканила дека доколку пријави сите пораки што ги поседува ќе ги испратела до други колеги, информираат од СВР Велес. Овара Неготино од Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе кривична пријава против љт-67 од Неготино поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем по член 394г став 2 во врска со став 1 од кривичниот законник. Тој на 20 октомври годинава преку личен профил и профил кој го управува на социјална мрежа објавил видео во кое употребил погрден и навредлив израз за лица од село Криволак, повикувајќи на дискриминација и ускратување на изборното право на група граѓани по етничка основа. На 21 октомври во Овара Неготино се примени 3 пријави, а потоа на 24 октомври од страна на 107 жители на село Криволак Неготинско писмено е пријавено дека љт од Неготино на социјална мрежа објавил видео кое било јавно достапно, а во кое изнел невистините и навреди на национална основа во врска со изборниот процес, информираат од СВР Велес. Утре предпладне по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата од 6 до 20 степени. Во понеделник попладне, во текот на ноќта во вторник, ќе има повремени локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен до засилен северен ветер, а дневната температура ќе опадне за неколку степени. Од среда повторно се очекува стабилно и суво време. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.